Кратки најави за денес. Струшките плажи пренатрупани со урбана опрема. За безбедноста се грижат само двајца спасители. Трето издание на меѓународниот пливачки митинг Охрид Open 2023. Потпишан меморандум за соработка помеѓу Хидробиолошкиот институт и Универзитетот Свети Апостол Павле. Внимателно со личните податоци, се шират лажни наградни игри на интернет. Џо Бајден и неговиот син Хантер добиле $10 милиони од украински олигарх, објавен документ од шпион на FBI. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес сончево и многу топло време со температури над повеќегодишниот просек за овој период од месец јули. Максималната достигна 33 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ведро и топло. Утре над Велика Британија, Скандинавија и во североисточна Европа умерено облачно и нестабилно со дожд и гармотевици, локални врнежи од дожд над Алпите и на исток од Европа. Во останатите делови од стариот континент сончево и многу топло време. Во сабота во северните и централните делови на Балканскиот полуостров умерено облачно и нестабилно со дожд, грмотевици и локална појава на невреме. Во останатите делови од Балканот сончево и многу топло време со максимални температури во интервал од 23 до 40 степени. Во Македонија утре не очекува тропски ден, ќе биде сончево и многу топло, а дневните температури во пораст над повеќегодишниот просек за месец јули. Ќе дува слаб југозападен и западен ветар. Утринските температури од 15 до 24, максималните дневни од 34 до 42 степени, УВ индексот со вредност 10. Во Охрид во сабота тропски ден, сончево и многу топло време, минималната 19, максималната дневна температура 35 степени. Во недела и понеделник тропски денови со сончево и многу топло време и благ пад на температурите, минималните 19, односно 17, максималните 33, УВ индексот со вредност 9. Во вторник повторно тропски ден, сончево топло време со пораст на температурите, утринската 17, а максималната дневна 36 степени, УВ индексот со вредност 10. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Лепи, зацврстува, запечатува. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Бизон Полимакс. Ново Бизон Пурпени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци.
За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Витаминка, вистинскиот вкус на ова лето. Ново лето, нова доза промоции, забава и највкусни Витаминка производи како дел од летните промоции на Тамаро и Супер Радио. Ова лето, подгответе се за Витаминка Челендж, промоции и презентации пред најголемите Тамаро маркети и секојдневни награди на Супер Радио. И ова лето, Витаминка го носи вистинскиот летен вкус. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Струшките плажи пренатурупани со урбана опрема. Ресторани, кафулења, шанкови, лежалки. Опозицијата обвинува, велат плажите во Струга со години се узурпирани. Наместо урбана опрема, на брегот се изградени голем број бесправни објекти. Од општина Струга пак, велат угостителските објекти на плажите не се дивоградби, напротив имаат легални договори. Ресторани, кафе, барови, шанкови, лежалки, чадори и урбана опрема. Вака изгледаат плажите вдолж целото Струшко крајбрежје. Речи се и нема слободен пристап до плажа на секаде угостителски објекти. Опозицијата обвинува, велат плажите во Струга со години се узурпирани. Наместо урбана опрема, на брегот се изградени голем број бесправни објекти од цврста градба. Ослободување на градските плажи за граѓаните. Знаеме, градските плажи целосно се узурпирани од страна на локални мојчници преку урбаната мафија која го контролира градот. И граѓаните се спречени да ги користат плажите како добро од општ јавен интерес за сите. Струшките плажи ова лето се и потполно небезбедни. На цело крајбрежје ангажирани се само 20 спасители на вода. Концесионерите имаат законска обврска да ангажираат спасители на плажите, а инспекторите се должни тоа да го контролираат, велат од Центарот за спасување на вода. Секако дека концесионерите имаат обврска доколку ја користат плажата, односно капалиштето, имаат обврска да таа плажа, тоа капалиште биде безбедно, односно да капачите кои што доаѓаат тука се чувствуваат безбедно. Од општина Струга велат угостителските објекти на плажите не се дивоградби. Напротив, имаат легални договори. Се што е на државно земјиште, а го користат приватни лица, го наплатува општината. Трето издание на меѓународниот пливачки митинг Охрид Опен 2023 утре на градскиот базен. Се очекува да учествуваат повеќе од 200 надпреварувачи од Македонија и од соседството. Трет меѓународен пливачки митинг Охрид Open 2023 утре 22 јули на градскиот базен Атина Бојаджи при спортско-рекреативниот центар Билјанини извори Охрид во организација на пливачкиот клуб Аква Спирит од Охрид. Најавен е настап на најдобрите домашни пливачи како и гости од соседството, а се очекува да учествуваат повеќе од 200 надпреварувачи. Пливачите ќе се надпреваруваат во 6 возрастни категории во машка и женска конкуренција. Митингот предвидува 2 надпреварувачки дела и тоа утрински од 8 до 12 часот и попладневен од 16 до 19:30 часот. Доделувањето на медалите е сукцесивно помеѓу дисциплините, додека прогласувањето на најдобрите по возрастни категории и во апсолутна конкуренција е на крајот вториот дел, информираат организаторите. Јавната научна установа Хидробиолошки институт од Охрид и Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле подпишаа меморандум за соработка во насока на унапредување на двете институции, ангажирање во заеднички наставно-научни, но и проектни активности. Активното учество на студентите во реализацијата на заедничките проекти со Хидробиолошкиот институт е неминовно, вели Устијана Речковска-Шиковска, проекторка на Универзитетот Свети Апостол Павле Охрид.
Потпишан меморандум за соработка помеѓу двете реномирани установи, јавната научна установа Хидробиолошки институт од Охрид и Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле. Соработката ќе биде можност знаењата и практиките на современите информатичко-комуникацијски технологии со кои располага универзитетот да бидат ставени на располагање на потребните на Хидробиолошкиот институт. Целиот тим на Универзитетот Свети Апостол Павле во Охрид, како академскиот кадар, така и административниот, е спремно подготвен да одговори на уште еден ваков предизвик, на ова одлична соработка која што се надевам и уверена сум дека ќе биде навистина нешто добро и одлично. Значи некои проектни активности веќе се одвивале, но планираме и во иднина да продолжат во насока на испитување на квалитетот на водите на Охридското езеро, примена на современите информатичко-комуникацијски технологии, безжичните сензорски мрежи и современи оригинални алгоритми кои што се наша креација како би подпомогнале, а секако во согласност со потребите на Хидробиолошкиот завод. Инвентаризација на флората и фауната на Охридското езеро, формирање современи дати на податоци кои Хидробиолошкиот институт засега ги нема, се само дел од проектните цели и можности за соработка, кои ќе бидат од големо значење и за двете институции, вели Орхидеја Тасевска, директорка на јавната научна установа Хидробиолошки институт од Охрид. И радосна сум што нашето долгогодишно пријателство прерасна и во нешто повисоко, значи и некаква професионална соработка. Се надевам дека ќе трае. Морам да нагласам дека токму она што нас како институт ни недостигаше, значи еден дел посветен на информатичко средување или информатичка технологија, која што ние ја немаме за жал во нашиот институт, се надевам дека ќе биде надополнета со активностите и проектите поддржани од страна на Универзитетот Свети Апостол Павле. Активното учество на студентите во реализацијата на заедничките проекти со Хидробиолошкиот институт е неминовно, вели Речковска. Инаку Хидробиолошкиот институт спаѓа во редот на најстарите научни установи, формиране во далечната 1935 година, како единствена научна установа од ваков вид на пошироките балкански простори. Градоначалникот Кирил Пецаков денеска оствари средба со амбасадорот на Република Полска во земјава. Градоначалникот Кирил Пецаков денеска оствари протоколарна средба со полскиот амбасадор Кшиштоф Гжелчик. На средбата беше разговарано за унапредување на меѓусебната соработка во сферата на туризмот. Градоначалникот го информираше амбасадорот дека благодарение на двете сезонски авиолинии од Варшава и Катовице кон Охрид, значително е зголемен бројот на полските туристи во градов во текот на летната сезона. Двајцата соговорници се согласија дека се потребни повеќе активности за поголема промоција на туристичките потенцијали на Охрид на полскиот туристички пазар. Тема на средбата беше и соработката на полето на културата, особено во креирање на програмата на реномираниот фестивал Охридско лето, во чии рамки годинава на 22 јули ќе биде организирана полска вечер на која ќе настапат музичките уметници Емилија Гох Салвадор и Емануел Салвадор. Исто така градоначалникот и амбасадорот разговараа и за потенцијалните можности за соработка помеѓу Охрид и одредени полски општини со цел реализирање на заеднички проекти преку фондовите од Европската Унија. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека деновиве на интернет се споделуваат лажни наградни игри, граѓаните да бидат крајно внимателни со кого споделуваат лични податоци. Секторот за компјутерски криминал при Бирото за јавна безбедност на Министерството за внатрешни работи во изминатиот период констатираше зголемена појава на пријави за лажни наградни игри на интернет преку користење на социјалните мрежи, особено преку социјалната мрежа Facebook, преку отворање на лажни профили именувани по некоја позната компанија од земјата со долгогодишно постоење со цел неовластено прибавување на лични податоци од граѓаните. При отворањето на лажните профили се користи логото и брендот на компанијата со објава дека поради одреден повод, наводен роден ден на компанијата и слично, се организира наградна игра со разни подароци за среќни добитници, како на пример вредносни ваучери, мобилни телефони и други наградни игри. При тоа од граѓаните за да учествуваат во овие наградни игри кои се лажни,
Од нив се бара да извршат допаѓање, лајк на страната и на конкретната објава, во коментар да напишат учествувам и да извршат нејзино споделување со цел што повеќе да се расшири лажната наградна игра. Потоа од креаторите на овие лажни наградни игри им се испраќа порака на граѓаните дека се добитници на награда, за нејзино подигање потребно е да ги дадат своите лични податоци, да испратат слика од нивната лична карта од двете страни и фотографија од имателот на личната карта. Оттаму Министерството за внатрешни работи во интерес на заштита на граѓаните на нивните лични податоци и можните злоупотреби и последици што може да произлезат, апелира до јавноста за посебна внимателност при споделување на лични податоци на други лица, особено преку интернет. Воедно апелира до граѓаните со особено внимание и одговорно да постапуваат со своите лични податоци, да не ги споделуваат и разменуваат со непознати лица, како и со лица на кои не може да им се утврди вистинскиот идентитет. Уметници од Израел и Грција вечерва ќе музицираат на Охридско лето. Од Израел ќе настапи ансамблот Елиас Ладино, а од Грција гудачкиот квартет Емилиос Риадис. Музичката програма на 63-тото Охридско лето продолжува вечерва со настап на ансамблот Елиас Ладино од Израел, а потоа и со грчка вечер на гудачкиот квартет Емилиос Риадис. Ансамблот Елиас Ладино ќе одржи концерт во предворието на црквата Света Софија со почеток во 19 часот. Овој состав ја враќа музиката на македонските евреи дома. Ансамблот ќе свири музика која повеќе од 80 години не е слушната на овие простори. По завршувањето на нивната програма, во стандардниот фестивалски термин 21 часот, ќе започне грчката вечер на Охридско лето. Во црквата Света Софија ќе концертира гудачкиот ансамбл Емилиос Риадис. Овој квартет се смета за еден од најзначајните камерни ансамбли во Грција, со настапи на сите значајни музички фестивали во земјата. Репертоарот на квартетот е широк, вклучува дела од сите епохи, од раниот барок па до денес. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Републиканскиот сенатор Чак Гразли објави документот доушник на FBI во кој се наведува дека украински олигарх платил $10 милиони на американскиот претседател Џо Бајден и неговиот син Хантер. Во 2016 година собственикот на гасната компанија Буризма Холдингс Никола Злочевски му кажал на доушник на FBI дека бил принуден на Бајден и на неговиот син да им плати по $5 милиони, пишува Нью Йорк Пост. Украинецот додаде дека и Хантер и Џон наводно му рекле дека мора да го задржи помладиот Бајден во управниот одбор на неговата компанија. Злочевски во разговор со американскиот доушник рече дека има 17 снимки од разговори со Бајденови, многу пораки и 2 документи кои ги подкрепуваат неговите обвинувања. Јули 2023 година веројатно ќе биде најтоплиот месец во последните, ако не стотици илјадници години, изјавија врвни научници на НАСА на тргалесна маса со новинарите, предупредувајќи дека топлината само ќе се влошува. Јуни 2023 веќе беше најтоплиот јуни досега, а јули најверојатно ќе биде најтоплиот месец во целост. Од науката знаеме дека човековата активност, првенствено емисиите на стакленички гасови, недвосмислено го предизвикуваат затоплувањето кое го гледаме на нашата планета, изјави Кейт Калвин, главен научник и виш советник за клима во НАСА. Научниците на НАСА појаснија дека податоците собрани и анализирани од институтот Годар веќе укажуваат на тоа. Има децениско зголемување на температурите во последните 4 децении. Американската вселенска агенција последен пат забележа таков пораст на температурите во јули и август 2016 година, поради супер Ел Ниньо во текот на зимата 2015 и 16, но овој пат тоа не е уште еден настан сличен на Ел Ниньо. Топлотните бранови кои моментално ги гледаме се резултат на целокупното затоплување ширум светот, особено на океаните. 50-50 се шансите оваа година да биде најтопла година досега, а други научници во НАСА веруваат дека 80% се шансите 2023 да биде најтоплата година. Германската полиција пребарува шумска област во Јужен Берлин, каде наводно се крие побегната лавица за која никој со сигурност не може да каже од каде потекнува, бидејќи и зоолошките градини и циркусите тврдат дека не е нивна. Жителите на областите Клайнман, Телтов и Стансдорф беа принудени да не ги напуштаат своите домови, да не ги пуштаат своите миленици надвор. Во лов на лавицата вчера беа ангажирани стотици војници кои ја бараат со дронови, хеликоптери и оклопни возила. Тимови од овој тип најчесто се користат во антитерористички операции, што покажува колку сериозно германската полиција
полиција ја сваќа мисијата за пронаоѓање на лавицата. Но ловот на лавицата започна рано наутро во областа Клајнманхоф, откако жителите забележале животно кој наликува на лавица. Германскиот таблоид Билд користел геософтвер за прецизно да го одреди местото каде е пријавено дека е видена лавицата и тврди дека е оддалечена 30 метри од стамбена зграда. Двајца пожарникари вчера попладне пријавиле дека ја забележале лавицата. Полицијата забрани рекреација во шума, бидејќи потрагата е во тек и не е безбедна, а во потрагата се придружија и професионални ловци и ветеринари вооружени со пушки и пиштоли за шок во обид безбедно да ја фатат лавицата за која се верува дека е приватно милениче. Во ресторан во будванската населба Рафаиловиќи дошло до жестока тепачка меѓу вработени во ресторан и гости. Како што пренесуваат црногорските медиуми, порасправија со гостин, сопственикот на барот и келнерите зеле столчиња и почнале да го удираат човекот. Безмилосно го тепале пошто паднал на земја. Како што пренесуваат медиумите, полицијата земала изјави, но се уште нема детали за инцидентот. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.